Ќе одговориме вечерва на едно прашање, кое што може би малку и кај мене ствараше дилема, но има толку едноставен одговор од Библијата. Тој е зачудувачки дури колку е едноставен. Ќе одговориме на прашањето колку е стара планетата Земја. Имено, да, ние знаеме дека 6000 години постои, околу 6000 години постои животот на планетата Земја, меѓутоа некојаш знаеше меѓу нас да се слушна нешто како муабет, чека, може би Земјата како Земја планета е постара, па затоа геолозите, нели, истражувајќи и карпите и така натаму, ги датираат таму уште не знам колку милиони години и така натаму. Меѓутоа многу едноставен одговор има од Библијата. Денеска мислам дека ја не го спомна. Берешит Елохим бара, како беше, да? Првиот стих. Во почетокот Бог ги создаде небото и земјата. Вториот стих, земјата беше пуста и празна, темнина се простираше над бездната и Божиот дух се движеше над водите. И сега, некои може би сметат дека овие два стиха се одделни од оние 6 дена на создавање. Па доаѓаат може би до таа помисла дека, чекај, може би планетата како планета постојала поодамна, па затоа геолозите тврдат дека и карпите се нешто постари. И ќе спомнеме малку како чисто онака ми беше интересно, најдов некои податци. Тие датираат староста на карпите со употреба на два главни методи, значи релативно датирање или апсолутно датирање. Релативно датирање, овој метод ја утврдува релативната старост на карпите и настаните во споредба еден со друг, без да дава точни бројки за старост. И клучни техники при ова сте слушнале стратиграфија според стратите, односно слоевите на земјата, но при тоа знаете дека може заради некои пониските слоеви ги сметат за постари, па погоре, меѓутоа заради некои тектонски изместување, поместување може да дојде до мешање на тие слоеви, пак тука не е баш најчиста работата многу често. Или фосилна корелација е другата метода, користење на фосили како индикатори за специфични геолошки периоди. Да не се замарам многу со ова, апсолутното датирање сега. Овој метод дава точни бројки, велат, наводно, за староста на карпите, преку мерење на радиоактивните изотопи и нивното распаѓање. И главни техники се радиометриското датирање, ето овде има два типа на мерење, мерење на радиоактивното распаѓање на елементи, како што се ураниумот, до олово, нели во олово, и на калиумот до аргон. Полуживотот на изотопите е клучен за пресметување на старост. И да речеме, например, ураниум-олово методот е еден од најпрецизните, се вели, за карпи постари од милиарда години. Ова е човечката мудрост. А овој другиот јаглеров метод е за материјали до 50.000 години. Потоа се користи и метод на дендрохронологија, знаете, прстените на дрвјата. И без при тоа да се води сметка, знаете, Господ кога ја создал земјата и кога го создал Адам, на колку години го создал? Дрвата кога ги создал, со колку прстени били од почеток? Кој да знае тоа? Или комбинираат различни методи, но ќе кажам, ова е само човечка мудрост и ќе видиме сошто што Библијата вели за оваа мудрост. Сега ќе преминам на еден цитат од Духот на пророштво, кој што го најдов уште тогаш кога всушност му реплицират на некој начин на Аслимовски, на негова проповед за 6000 години, 4000 години, се сеќавате. Го најдов овој цитат и ме изненада интересен, единствен цитат кај што Елен Вајт ги користи овие 6000 години во контекст на староста на вели овде на светот она, што може би да се свати на животот на планетата Земја, ама ќе го прочитам цитатот сепак, затоа што во контекстот мене ми остава впечаток дека се однесува на староста на Земјата.
Во нејзино време го пишува тоа, значи 19 век некаде, веројатно. Безбожните геолози, значи од овде веќе многу јасно е све, безбожните геолози, кога сме веќе кај ова, подосна ќе стане збор за тоа, знаете ли од каде име оваа мудрост на нив под наводници, всушност, она што го вели Павле во Римјаните, што се правеа мудри па полудеа, само и само како да се најде начин да се негира постоењето на Бог. Тоа е, ништо друго не е причината. И затоа со право овде Елен Вајд ги нарекува безбожните геолози, тврдат дека светот е многу постар отколку што го представува библискиот запис. Тие го отфрлаат библискиот запис поради работи кои за нив се докази од самата земја дека светот постои десетици илјади години. А многумине кои тврдат дека веруваат во библискиот запис не можат да ги објаснат чудесните работи кои што се пронајдени на земјата со оглед на ставот дека седмицата на создавањето траела само 7 буквални денови и дека светот, вели, сега, во незино време, е стар околу 6000 години. Тоа го вели. Значи, во контекст како зборува за геолози, па нешто што се наоѓале во земјата, ја мислам дека сепак алудира на староста на планетата Земја, ама како и да е, одговорот на прашањето е библиски и е многу едноставен. Значи, некојаш, ја дори се зачудив, некојаш кога читаме, ама читаме некои стихови, да речеме сега со некоја тема во главата и без да сватиме дека значењето на тој стих е одговара на некој друго прашање од друга тема. Некојаш едноставно, и кога истражуваш на една тема, истражуваш на таа тема и како да си слеп дека стихот може да се искористи и да ти одговори на некое друго прашање. Така барем во мојот случај беше овој пат. Да продолжам со цитатот, само вели: некои, за да се ослободат од тешкотиите што ги наметнуваат безбожните геолози, го прифаќаат ставот дека 6 денови на создавање биле 6 огромни неограничени периоди, а денот на Божиот одмор бил друг неограничен период, и со тоа ја прават безсмислена четвртата заповед. Еве еден друг цитат од Воспитување, мислам дека беше овој. Да, страна 129-130, првиот беше од Spirit of Prophecy, значи оние списи неизини што се нарекуваат баш дух на пророштво. Се смета дека геологијата му се спротиставува на буквалното толкување на извештајот на Мојсија за создавањето. Се тврди дека биле потребни милиони години за еволуција на земјата од некаков хаос, а заради прилагодување на Библијата кон тоа нивно откритие на науката, се претпоставува дека деновите на создавањето представуваат големи неодредени периоди. Добро, тоа е пак во тој контекст. Да, и кажува дека Библијата јасно кажува беше ден, ног и ден први. Значи ги именува како денови, буквални. И сега и овој дел ќе го прочитаме. Вистина е дека остатоците пронајдени на земјата сведочат за постојање на луѓе, животни и растенија кои се многу поголеми од оние што ние денес ги познаваме. Се смета дека овие остатоци докажуваат дека растителниот и животинскиот свет постоел пред времето за кое зборува извештајот на Мојсеј, но за сето тоа библиската историја ни овозможува исцрпно објаснение. Пред потопот, степенот на развој на растителниот и животинскиот свет далеко го надминувал оној кој нам ни е оттогаш познат. За време на потопот површината на земјата била опустошена, се случиле значителни промени, а при новото формирање на земјата кора се сочувани многу траги од животот што некојаш постоел. Пространите шуми, затрупани со земја за време на потопот и оттогаш претворени во јаглен, ги сочинуваат големите јаглени наслаги и предонесуваат за создавање на нафтени залихи, кои и служат на нашата денешна удобност. Секој од овие факти, изнесени на виделина, немо сведочи за вистинитоста на Божјата реч. Добро. Сега, едноставноста на Божјата реч. Значи, вели, во почетокот Бог ги создаде небото и земјата. И да, земјата беше пуста и празна. Некои се зафаќаат со онаа теорија, така наречена, ако добро се сеќам, на опустошување и обновување. Сметаат дека можеби земјата некојаш
постоела порано, па Господ ја уништил, ја опустошил, па сега наново ја создава. Па затоа, ете, тие фосили, не знам што ги наоѓаат се, не знам, ги датираат многу милиони години, меѓутоа нема смисол и тоа. Ова што вели дека била пуста, празна, како што вели коментарот, како што читав, тоа е некоја неорганизирана материја на некој начин. А и знаете дека земјата била целата вода на почетокот. Да. Сега, и третиот стих вели, и Бог рече, нека биде светлина, светлината е прва. И сега остава впечаток, ако одиме на 6 стих, и Бог рече. Кога почнува новиот ден, почнува со и Бог рече. И затоа можеме некои сметаат овие два стиха се некако ги датираат порано. Но, ајде да читаме Битија 2 глава. Почетните стихови. Слушайте сега што вели, внимателно. Така, беа довршени, и што вели сега? Небото и земјата. Од кај почнува? Од првиот стих. Да објаснува. Довршени беа небото и земјата со сето свое воинство, и на 7-миот ден Бог ги заврши своите дела што ги направи и се одмори во 7-миот ден од сите своји дела што ги направи. Зашто зборува текстот? За седмицата на создавањето. И почнува со ги доврши небото и земјата. Патем, ова небото е во множина во оригиналот. Небесата. Небесата и тоа не баш некоја множина, него дуално значење. Две небеса, две неба, да кажеме. Ќе видиме после тоа што од прилика значи. Како ја го сваќам. И Бог го благослови 7-миот ден и го освети, зашто во него се одмори од сите своји дела кои Бог ги создаде и ги направи. И сега 4-тиот стих вели, тоа се раѓањата на небото или небесата и земјата, кога беа создавани. Дури вели, во денот кога Господ Бог ги правеше земјата и небесата. Па вели, нели, дека немало дожд, па после, нели, откако се создадени растенијата и така натаму. Знаеме дека со росата се напојувале. Видите, речникот е едноставен за мене. Во денот кога Господ ги создаваше земјата и небесата. Тоа беше првиот ден. Не знам дали е јасно. Мене ми е многу јасно, мислам. Не, а? Да, ма текстот што вели? Така беа довршени небото и земјата. Значи, довршувањето го опишува. Тоа се тие... Добро, ајде, ако тоа не е јасно, одиме на уште по-јасен стих и по-познат стих. Знаете, кој е тој стих? 4-та заповед. Излез 20:11. Зошто во 6 денови Господ ги направи небото и земјата. Пак од таму почнува. И морето и се што е во нив, а на 7-миот ден се одмори. Небесата исто и таму се користи. Небесата. Се смета дека тоа прво небо е атмосферата на земјата, значи облаците тука, тој дел, а второто небо, јас сметам дека е тоа всушност и целата наша галаксија. Значи Господ кога ја создал земјата, ја создал целата наша галаксија. Па еве во 4-тиот ден, ајде кога сме кај тоа, во 4-тиот ден што создава Бог? Добро, може би, ама еве, Библијата сама е сонцето, месечината, звездите, така. Значи, тоа е огромно пространство, тоа што го создал Господ во 4-тиот ден. Да, галаксијата, всушност. Тоа мислам дека е галаксијата, целата галаксија е создадена тогаш. Да. Значи, небесата и земјата. Значи, еве пак, зашто во 6 денови Господ ги направи небесата и земјата, морето и се. Останато. Уште не е јасно? Добро. Не знам како не е, мене ми е многу, ова е многу едноставен одговор за мене. Речникот е многу едноставен тук.
Кој планети? Од нашиот Сончев, од галаксија? Значи, еве спомнав дека нашата галаксија, веројатно Господ ја создал тогаш, кога почнал да ја создава и земјата и целата галаксија ја создал. Ако мислиш на планети во другите галаксии, не знам, Господ постојано создава. Господ постојано создава. Кој знае колку галаксии има? Може и милиарди галаксии се опрашање. Милиарди галаксии се опрашање. Јас според ова што го истражував, јас дури ќе си земам за право да кажам дека во нашата галаксија мислам дека нема друга планета што е со живот населена. Добре, ќе видиме. Не, ќе видиме, ќе ви покажам, мислам, зошто ја тоа го мислам. Сега не мора да значи, тоа е онака чисто мислење, не е ништо, никаква догма или... Значи, видите, и во четвртата заповед и во втората глава Битие кажува, ги спомнува небесата и земјата. Значи, во тие први 6 дена на создавање, Господ ги создал и небесата, тие, значи, првото небо, второто небо, земјата. Исто, дали треба да ја читаме првата ангелска вест? Ајде ќе ја прочитаме 14 глава 6 до 7. И видов друг ангел како лета посреде небото, имајќи вечно евангелие, за да им го проповеда на жителите на земјата и на секоја народност, и на секој племе и јазик и народ. Изборуваше со силен глас: бојте се од Бога и подете му слава, зашто дојде часот на неговиот суд, и поклонете му се на оној кој ги создал небесата и земјата. Морето и водните извори. Повторно истиот речник. Значи, ова е дел од нашата порака за ова последно време. Да го проповедаме Бога наспроти, значи, сите овие измислиси глупости, па дури знаеме дека баш тој период кога почнува да се проповеда ангелската вест, излегува и теоријата за еволуција и овие сите глупости со кои што геолозите се занимаваат и така натаму. Јас просто се чудам како ги вадат и од кај ги вадат сите тие милиони години датирањето на карпите според овие нивни методи, кои што се несигурни. Тие велат дека се точни, меѓутоа не. Мислам, докажаме за многу поситни работи дека се неточни, камоли овакво нешто не постои. Тоа не е разум кој што може да досегне такви работи. Па еве читавме и Љубица читаше во утренските стихови. Еве и ова ќе го прочитам. Значи, веста, првата ангелска вест опфаќа проповедање дека треба да му се поклониме и да му служиме на единствениот, вистински и жив Бог. Сите други се лажни и непостојачки богови. Еве разликата меѓу вистинскиот Бог и другите богови. Еремија 10 глава од 1 до 15, малку подолг текст, ама интересен е. Еремија 10, 1 до 15. Слушајте го зборот што ви го зборува Господ Израелев дом. Господ зборува вака: не свикнувајте на безбожниот пат и не треперете пред небесните знаци, зашто пред нив треперат само безбожниците. Зашто правилата на тие народи се ништожништво. Само дрво пресечено во гората, дело на рацете на дрводелецот. Украсено со сребро и злато, прецврстено со клинови и со млат, за да не се ниша. Слични се на птичните страшила во градината. Ги опишува киповите и идолите. Ги споредува со страшилата во понивите и градините. Не знаат да зборуваат, треба да бидат носени, зашто не умеат да одат. Не бојте се од нив, зашто не може да прават зло, но не може да прават ни добро. Никој не е како ти, Господи, ти си велик и силно е Твоето име. Кој да не се бои од Тебе, цару на народите?
Навистина тебе ти припаѓа, зашто меѓу сите мудрици на народите и во сите нивни царства ти нема рамен, со што палат оган, тоа ги заладува. Законот им е суетен, обично дрво. Сите до еден тие се безсмислени и глупи, празно учење, тоа е дрво. Сребро исковано во листови, увезено од Тарсис, злато од Уфас, работа на копаничарот и ракотворба на златарот, си уметнички дела наметнати со љубичесто и со црвено сукно. А Господ е вистински Бог, тој е жив Бог и вечен цар, земјата се тресе од неговиот гнев, народите не можат да ја поднесат неговата јарост. Еве што ќе речете за киповите, боговите кои не ги создадоа небесата ни земјата, еве го пак истиот речник. Разликата меѓу тие богови од направени од дрво кои што не ги создадоа небесата и земјата, треба да ги снема од лицето на земјата и под небото. Тој ја создаде земјата со својата сила, со својата мудрост и утврди вселената и со својот ум ги обтегна небесата и како создаваше? Со здивот на својата уста, со словото, со зборот. Па тука ми е мене нелогично, зашто Господ ќе создава планета, па после, не знам, после некој време, ај сега ќе ја населам. Што е проблем за него одма да ја создаде и... Да. Исто и тоа е многу нелогично. Кога ќе му заечи гласот, вели, водите од небесата шумат, Игнатум 14, на секој човек му застанува паметта, секој златар се засрамува од својот кип, зашто сите кипови му се само измама, нема дух во нив, тие се суетни, смешни творби, ќе пропаднат во денот на казната. Зошто ова го читам? Еве сега, како сакам да завршам. Псалм 111.10. Што вели овој стих? Псалм 111.10. Почетокот на мудрост е стравот од Господа. Здрав разум, ова е во ревидираниот, повеќе ми си допадна овој превод тука на овој стих. Здрав разум имаат сите кои според неа, според мудроста, постапуваат. А што е почетокот на мудроста? Страв од Господа. Тоа беше првата ангелска вест. Бои се од Бога. Похвалата негова пребива вечно. Значи, почетокот на мудроста е страв од Господа. И здрав разум имаат тие кои што постапуваат според таа мудрост. А како постапуваат геолозите и сите овие што ги спомнавме? Што има разлика од тие некогашни народи кои што си правиле кипови од злато, од сребро, од дрво, не знам што, и од овие. Па еве врската во Римјаните 1 глава, јас барем ја гледам, Павле, Римјаните 1 глава од 18 до 23. Што вели, зашто гневот Божи се открива од небото против секоја безбожност и неправда на луѓето кои вистината ја спречуваат со неправдата. И вели, па така она, кој може да се знае за Бога, кој им е откриено, бидејќи Бог тоа им го открил. Че ова има врска со последниот цитат, што го читаше Любица, дека немаат изговор, па да, тоа беше и стикот. И на вистина, она што е во него невидливо, односно вечната негова сила и без божественост согледливи се уште од создавањето на светот, гледано според неговите дела, па така тие немаат изговор. Значи, уште од почетокот, тука е проблемот. Уште на почетокот сака да ја негираат Библијата. Во почетокот Бог ги создаде. Не. Тоа се долги периоди, тоа е процес, тоа е... Ама Господ им дал уште на почетокот, уште во создавањето на светот, докази за да немаат изговор. Зашто кога го познаа Бога, тие не го прославија како Бог, ниту пак му благодарија, туку се заблудеа во своите помисли и ниното неразумно срце им се помрчи и се 22-иот тврдејки дека се мудри, избезумеа и како резултат на тоа што? И славата на непропадливиот Бог ја заменија со лик на смртен човек, на птици, на ова, на она, на четириножни животи, на лазачи, на секакви кипови и глупости.
избезумеа. Избезумеа во помислата, во напорите нивни да го негираат Бога. Не сакаат Бог воопшто да постои, затоа што не сакаат никаква морална одговорност да имаат. Затоа се тие, според мене, и теоријата на еволуција, и сето она што е измислено баш тука негде во периодот кога почнува да се проповедат Евангелската вест. И еве на крај ќе спомнам Исаија 65:17, од каде што јас на некој начин влечам некој заклучок дека ајде да го прочитаме. 65:17. Кога Господ ќе создаде, што вели овде? Зашто еве јас создавам нови небеса и нова земја. Зошто Господ ќе мора да создаде нови небеса, ако еве утврдивме дека првото небо е атмосферата на земјата, а второто небо тоа е можеби целата галаксија наша. Зошто да создаде нова галаксија наново? Или ајде, можеби се мисли, треба да го истражам ова додатно, ама небеса, вели, повторно во множина. Затоа што можеби Исаија 65:17. Поранешните веќе нели не се спомнуваат, ниту ќе ви доаѓаат на ум. Значи, еве, јас создавам нова небеса и нова земја. Мене така ми дојде идеја, значи пак ќе кажем, нема врска ова со никаква догма или било што, и како сакате може да размислувате. Затоа што знаеме дека земјата, планета, инфицирана од гревот, е во карантин. Ама на некој начин, зашто ќе ја обновува земјата? Затоа што треба да го уништи гревот. Ама, како да има потреба да ја обнови и целата галаксија. Затоа сметам дека во нашата галаксија веројатно нема друга планета со живот. По таа логика некако идам. Меѓутоа, не е битно. Тоа се небитни работи на некој начин, нели, за спасение и така натаму, меѓутоа да, демоните. Меѓутоа, еве пак ќе нагласам, од 4-та заповед, од 2 глава Битие, за мене е јасно како ден, дека од првиот стих почнува создавањето на небесата и на земјата, тоа е првиот ден. И така да оваа планета Земја и се што е на неа не е постара, значи тука е некаде околу 6000 години. Штелен Вајд тоа го вели, нели, уште во нејзино време, може би и нешто над 6000, не знам, ама е тука некаде. Може би треба се уште за оние кои што не се убедени нешто додатно да се проучува, па проучувајте. Може ќе најдете нешто поинако, како доказ. Самиот факт, знаете, тоа е одземање и намалување на Божјата моќ и сила. Бог е семоќен. Бог, ќе каже и ќе се создаде. Што е проблем за него? Така да... Мислиш на новата земја ли? Па добро, може би како што ние сме сега на гледање на... Така и ние тогаш ќе гледаме како Бог ќе создава, значи на ново, така да не... Пошто нели ќе бидеме, пред да ја создаде Господ планета, ние ќе бидеме тие 1000 години, дај Боже, нели, сите спасени ќе бидат горе. На небото, кај што е Бог, како порота, нели, ќе им судиме и на паднатите ангели, и на сите оние кои што нема да бидат спасени, за жал. Така да ете, веројатно ќе ни биде возможно тоа да го гледаме. Ова последното, бришете го, мислам, не мора да значи целата галаксија, тоа чисто онака ми дојде, ама има, според мен има некоја логика, може би. Да, како предизвикате да може би се проучува и понатаму, меѓутоа првиот дел она беше битно, според мене планетата Земја не е постара. Не е милиони години стара или илјадници години, не е. Тука е некаде околу 6000 години.
точни бројки не се битни. Нека му е слава на Бога. Амин.